Добро вечер. Започнуваме со урбаните вести. Пуштени се во употреба 3 пешачки семафори на булеварот Партизански одреди во Скопје. Екипите ги пуштија пешачките премини кај трговскиот центар Лептокарија, кај поранишните бараки на општина Карпош и крстосницата на булеварот Партизански одреди со улицата Манапо. Семафорите, како што соопшти денеска јавното претпријатие Улици и патишта, се вклучени во линиската координација зелен бран на движење на возилата по булеварот Партизански одреди. Со оваа информација ги започнуваме денешните вести. Погледнете во продолжение што подготвивме за денеска. Градоначалникот Рајановски најави проширување на булеварот Христијан Тодоровски Карпош. Средното училиште на град Скопје Михајло Пупин ќе соработува со училишта од регионот. Училишен прибор за децата од Советодавниот центар за родители и деца Газибаба. Заврши реновирањето на средното училиште на град Скопје Јосип Броз Тито. На местото на универзалната сала ќе се гради нова, двојно поголема. Градоначалникот на град Скопје Куцет Рајановски денеска најави проширување на булеварот Христијан Тодоровски Карпош, а со тоа и целосно поврзување со обиколницата во Бутел. Денеска во општина Бутел работна средба остварија градоначалниците на град Скопје и на општина Бутел Куцет Рајановски и Петр Латиновски. На средбата присуствуваа и директорите на јавните претпријатија, како и представници од сите урбани и местни заедници во општината. Градоначалникот Рајановски искажа задоволство од резултатите кои ги даваат ваквите средби, на кои што конструктивните критики на представниците на урбаните и местните заедници придонесуваат за поефективно работење на службите на администрациите на градот и општина Бутел. Трајановски на средбата информираше дека во 2014 година ќе се работи на проширување и целосно пробивање на булеварот Христијан Тодоровски Карпош од улицата Босна и Херцеговина до обиколницата. Значи ние оваа година 2013 го завршиме кружниот тек Лазо Трпковски, со што се овозможи на граѓаните на општина Бутел во тој дел кој што има проблеми во сообраќајот да се тоа надмине. А инаку главен проект кој што го подготвуваме заедно со општина Бутел и со градоначалникот, а тоа е продолжување на булеварот Христијан Тодоровски Карпош, значи од Босна и Херцеговина булеварот па се до заобиколницата. Сигурно дека општина Бутел ќе влезе и во списокот на општини со кои што градот Скопје ќе им помогна со околу 3 милиони денари околу санирањето на локалните улици, тоа е согласно на одлуката на Советот на градот Скопје. Уште еден прозорец, јас би рекол, кон светот, не за општина Бутел, во сообраќајен поглед, туку јас би рекол за стотина илјади граѓани кои гравитираат и секојдневно, јас би рекол, го употребуваат, ќе го употребуваат тој пат, тоа е за новата улица Христијан Тодоровски Карпуш, кој што ќе биде булеварско решение, тоа што е многу битно, многу значено. Тоа булеварско решение Христијан Тодоровски Карпуш ќе го поврзе со заобиколницата, а од тука е влезот и излезот, дали доаѓате од патот од автопатот Белград Скопје, дали ќе одите кон патот за Приштина, за Косово или кон патот за Западна Македонија, значи тоа ќе биде навистина едно фреквентно, значено, битно место и што е многу битно. Мислам, пробивањето на улицата Христијан Тодоровски Карпуш ќе има свој директен придонес за побрз економски развој на општината Бутел, јас ќе кажам. Градоначалникот Латиновски потенцираше дека средбите со градоначалникот Рајановски секогаш резултираат со успешно реализирани проекти, при тоа нагласувајќи дека новото булеварско решение ќе поврзе општината со обиколницата, а со тоа ќе го улесни движењето низ општина Бутел. Градоначалникот на град Скопје Куцет Рајановски заедно со представници од USAID Македонија денеска го одбележаа завршувањето на реновирањето на гимназијата Јосип Броз Тито во Скопје. Реконструкцијата на училиштето е дел од проектот на USAID за меѓуетничка интеграција во образованието, при што се реновирани дел од прозорите во училниците, кровот на училиштето и терасите. За оваа реконструкција се издвоени 1.205.000 денари, од кои градот Скопје учествува со 355.000 денари, со што целосно го поддржува проектот на USAID за меѓуетничка интеграција во образованието. Целта на проектот е да се создаде подобра средина за учење
но и да се постави основа за мирна иднина во меѓуетничките училишта. Наредникот на канцеларијата на военото аташе при амбасадата на Соединетите Американски држави рече дека USAID се заложува за градење не само на подобри училишта, туку и за уште подобри можности за меѓуетничка интеграција во училиштата. Во средното училиште на град Скопје Јосип Броз Тито учат 1490 ученици, распределени во 51 паралелка, од кои 2 паралелки ја следат наставата на турски јазик. Градоначалникот на општина Газибаба Тони Трајковски денеска го посети Советодавниот центар за родители и деца Газибаба, каде се запозна со децата поддржани од овој центар, а воедно им додели и училишен прибор. Повеќе за ова од Томислав Атанасовски. Денеска градоначалникот на општина Газибаба Тони Трајковски го посети Советодавниот центар за родители и деца Газибаба, кој се наоѓа во рамките на детската градинка 25 мај, клон Искра во населбата Ченто. Тој се запозна со децата поддржани од овој центар, со активностите кои се одржуваат и со мерките кои се превземаат со цел децата вистински да се образуваат и да станат вистински личности. Проектот, кој е во заедничка соработка на општина Газибаба и СОС детското село и кој влезе веќе во својата 4-та година од започнувањето, ке продолжи во иднина со цел што повеќе деца да бидат вклучени во образовниот процес. Денеска реализиравме еден проект во насока давање поголема поддршка на децата од ранливата категорија на граѓани од нашата територија. Обезбедивме прибор за околу 60 дечиња, училишен прибор, и помогнавме финансиски за ангажирање на педагог кој што стручно ќе може да даде свој придонес за поддршка на оваа ранлива категорија на наши граѓани. Посебно би сакал да истакнам што во овој проект во континуитет покрај децата се вклучени и родителите, така да навистина мислам дека и правејќи анализа можеме да констатираме дека дава големи резултати овој проект. Прво што децата се повеќе се социализираат, родителите можат се повеќе свој придонес да дадат во вистинско насочување на децата да бидат вклучени во образовниот процес. Како резултат на функционирање на овој центар веќе имаме резултати, неколку од дечињата се запишани во градинка, посетеноста на децата во основните училишта е поредовна, значи оние изостаноци што ги имале во минатото се помалку, така да тоа е и целта за поголема информираност и на родителите и бенефитот да го видат што значи ако нивното дете вистински се образува и се изгради во една вистинска личност. Поддршката од градоначалникот Тони Трајковски на Газибаба и вработените е во континуитет од 2009 година. Донацијата прва беше во доделување на овие простори каде што сега работи превентивната програма Газибаба, Советодавниот центар во склоп на СОС детско село Македонија. Простори кои што се навистина посетени од, како што каже градоначалникот, 160 деци, околу 60 семејства, затоа што програмата е насочена кон секнување на биолошките семејства кои што се во ризик, а оваа година и минатата година поддршката е и преку проекти, финансиска поддршка, оваа година е и училишен прибор на децата и вработување на еден волонтер, каде што насловот на овој проект е образование на децата во социјален ризик, каде што се опфатени не само децата кои што се редовни посетители на овој центар, туку и децата пошироко во општината. Градоначалникот Трајковски истовремено им додели училишен прибор на 60 деца, а општина Газибаба овозможи финансиска поддршка за реализација на проектот образовна поддршка на децата во социјален ризик, наменет за децата во ризик на одгубење на родителска грижа на територијата на општина Газибаба. Во моментов, во Советодавниот центар Газибаба престојуваат околу 160 деца на 60 семејства од висок социјален ризик. Електротехничките училишта од Србија, Унгарија и Словенија потпишаа меморандум за соработка со средното училиште на град Скопје Михајло Пупин, со што се очекува преку практична настава и изработка на проекти да се продлабочат знаењата на учениците. Средното електротехничко училиште на град Скопје Михајло Пупин потпиша меморандум за соработка со средните стручни училишта од Република Србија, Република Унгарија и Република Словенија, како што истакна директорот на училиштето Михајло Пупин Евтин Пеовски. Од оваа соработка се очекува да се продлабочат досегашните односи на наставниците со нивните колеги, со што ќе се разменат искуства и знаења, кои потоа соодветно ќе им бидат пренесувани на многу генерации ученици.
Значи станува збор за средното електротехничко училиште Михајло Пупин, исто имено како и нашето од Нови Сад, за училиштето Арпад од Република Унгарија и за средношколскиот центар од Крањ. Значи станува збор за еден меморандум за соработка кој што практично нас ќе не обврзе да ја развиваме нашата соработка и да ја продлабочуваме. Целна група на соработката се наставниците и учениците. Размената на искуство, односно отварањето на училиштата едни спрема други, мора да резултира со подобрување на воспитно-образовниот процес. Директорот на средношколскиот центар од Крањ, Јоже Дреновац, истакна дека идејата за соработката се појавила по една заедничка средба во Нови Сад, а од истата очекува да имаат бенефит сите учесници кои го потпишаа меморандумот за соработка. Очекуваме неки виши боли рад, неко размена искуства. Очекуваме размена на искуства во полето на образованието, како за учениците, така и за професорите. Маргарита Дулик, директор на средношколскиот центар од Крањ, истакнува дека покрај проширувањето на знаењата во електротехничките струки, учениците ќе имаат можност да разменат и позитивни културни спортски искуства, како и да стекнат животни пријатели. Првенствено е то у размени џака, искуство џака, у промени. Соработката се однесува на размена на учениците во примена на планот и програмата и заедничка соработка со професорите. Не е на одмет ниту спортот и културата да се запознаеме со разликите помеѓу нациите и да се стекнат пријателства. Директорот на електротехничкото училиште од Нови Сад, Милан Вукобрат, кој има исто име како и Скопското, Михајло Пупин, истакна дека со оваа соработка учениците ќе имаат поквалитетна практична настава, заедно ќе работат на проекти, но и ќе остварат подобра комуникација, затоа што, како што истакна самиот тој, голем дел од нив во иднина ќе останат во оваа струка и одлично би било да имаат соработници надвор од границите на својата држава. Они у тим годинама могу да путуju, могу да... Учениците можат да патуваат, да поминуваат повеќе време со практична настава, со заедничка работа во некои проекти, да ги прошират своите видици и да соработуваат во иднина, како инженери, бизнисмени или трговци. На местото на сегашната универзална сала ќе се гради нова концертна сала која ќе биде во форма на јајце. Ќе има голема сала со 2500 до 3000 седишта, мала за камерни изведби со околу 300 места и административни простории. Идејното решение е на архитектите Стојан Павлевски и Иван Симеонов од Stone Design, а е избрано од 10 идејни решенија, пристигнати на конкурсот на Министерството за култура. Овој проект едногласно го избрала 9-члена стручна комисија под председателство на архитектот Вангел Божиновски, која решила и да награди 5 идејни решенија. Незината одлука денеска на пресконференција ја соопшти министерката за култура Елизабета Канчевска-Милевска. Со овој проект градот Скопје и Република Македонија ќе добијат нов модерен објект кој ќе овозможи современи услови за одржување манифестации и настани од секаков вид. Верувам дека универзалната сала ќе биде нов хералдички знак на градот Скопје, нов културен центар во кој секојдневно ќе се презентираат врвните културни вредности од нашата држава и од светот, рече министерката за култура. Градоначалникот на град Скопје Куце Трајановски на пресконференцијата искажа задоволство што ќе почне да се реализира значаен проект за главниот град, зашто универзалната сала, рече тој, е на работ на одржливост. По подолго време граѓаните на Скопје ќе добијат нова универзална со двојно поголем капацитет, современа со сета можна опрема, така што она културно место во Скопје ќе стане уште позначајно, рече Трајановски. Последен чекор во процесот е објавување тендер за избор на фирма проектант, која ќе го изработи основниот проект, потоа тендер за изведувач и од целата процедура ќе зависи рокот и износот на изградбата на новиот објект, за којот буџетот се наменети средства. Одлуката старата универзална да не се реконструира, туку на нејзино место да се гради нова, ја донесе владата поради дотрајеноста на 50 години старата универзална, која не може да издржи доградба каква што е потребно, и за да се зголеми двојно капацитетот на седиштата, кој сега изнесува 1500. ФИФА ги одреди шеширите каде во петок ќе се извлекуваат групите за светското првенство во Бразил 2014 година. Артуро Видал го продолжи договорот со Јувентус до 2017 година. За овие и останатите вести од спортот по рекламите.